Беше тоа на 18 јануари 1830 година, кога е роден Григор Прличев, истакнат македонски писател од времето на романтизмот и значен представник на македонската книжевност од 19 век. Овој гениален книжевник, според јазичната припадност, е тродомен автор – грчки, бугарски и македонски, и ги обединува во себе нивните специфични карактеристики и епохата во која живее и работи, класицизмот и романтизмот како стилски белези. Тој е писател кому Македонија му е љубов и судба и болка и очај и неопходност и тага и лулка и гроб. Во 1859 година повторно доаѓа во Атина како студент на втората година по медицина. Во овој период ја пишува поемата Сердарот. Во 1860 година ја добива наградата на големиот атински конкурс за најдобра поема на грчки јазик Паричен дел и Ловоров венец. Истата година делото излегува од печат. Починал на 6 февруари 1893 година. На 18 јануари 1862 година во Цареград, во полициската болница, умре Константин Миладинов, македонски поет, собирач на македонски народни песни и умотворби. По завршувањето на основното образование во Струга и гимназијата во Јанина во 1847 година станува учител во селото Трново, Битолско. На 14 октомври 1849 година се запишал на Филозофскиот факултет филолошка група во Атина. По завршувањето на студиите престојувал во манастирот Зограф на Света Гора. По враќањето во Струга станал учител во битолското село Магарево, а потоа во 1857 година се запишал и студирал словенска филологија во Москва, каде што членувал во словенскиот кружок и соработувал во неговиот весник Братски труд, како и во весникот Дунавски лебед. На 24 јуни 1861 година во Загреб излезе зборникот на народни песни и умотворби на браќата Димитар и Константин Миладинови. Роден е во Струга во 1830 година. Беше тоа на 18 јануари 1914 година, кога во село Канино, Битолско, е роден Никола Тодоровски Колеканински. Станал член на Комунистичката партија на Југославија во 1936 година. Поради својата револуционерна активност во време на окупацијата, бил неколку пати затворен, а есента 1942 се приклучил кон партизанските единици. По формирањето на партизанскиот одред Гоце Делчев, на 20 мај 1943 година, станал негов командант. Подоцна бил именуван за политички комесар на вториот батаљон на третата оперативна зона, познати како Битолско-Мариовски батаљон на втората македонска бригада. Бил избран за делегат на првото заседание на АСНОМ. Загинал како политички комесар на првата македонско-косовска народно-ослободителна бригада во несреќен случај на 22 јули 1944 година при испробувањето на миноофрлач кај селото Буринес на планината Краорбан. На 18 јануари 1910 година почина Александар Чакаров. Дипломирал во Солунската екзархијска машка гимназија во Солун, а потоа работел како учител во Струга, Охрид и Гуменџе. Во 1894 година Чакаров бил еден од првите посветени во македонската револуционерна организација и тоа во Западна Македонија, каде се издигнал како охридски регионален раководител. За време на Илинденското востание е член на горското раководство на Охридскиот револуционерен реон. Бил уредник на весникот Автономија. По востанието заминал за Албанија, Црна Гора и Бугарија. До хуриетот работи како учител во Ново Селце и Софиско, пошто се враќа во Македонија. Беше тоа на 18 јануари 1916 година, кога во Прилеп е роден Волче Наумчевски, македонски писател. Основно образование и трговско училиште завршува во Прилеп. Поради материјалната необезбеденост, морал да го прекине школувањето и да работи како занетчија. Со книжевна работа почнал да се занимава во 1936 година, а напоредно со тоа и со револуционерна дејност. Подоцна заминува во Софија, каде што станува член на Македонскиот литературен кружок. Во 1939 година ја објавува првата стихозбирка на македонски јазик Иди пролет, отпечатена во Битола.
Учесник е во Народно-ослободителната борба на Македонија од 1941 година, кога уредувал повеќе партизански весници. По војната објавувал голем број стихозбирки за деца. Умира во Скопје на 20 март 1980 година. На 18 јануари 1925 година е роден Гого Ивановски, македонски поет и раскажувач. Завршил високо стручно образование, работел како новинар во Радио Скопје, а потоа како уредник во македонската телевизија. Учествувал во уредувањето на списанието за литература, култура и уметност Современост и книжевниот весник Хоризонт. Од 1946 година членувал во Друштвото на писателите на Македонија. Починал на 15 декември 2004 година. Беше тоа на 18 јануари 1992 година, кога Република Северен Кипар ја призна независноста на Република Македонија. Беше тоа на 18 јануари 1995 година, кога Струмица стана членка на Федерацијата на карневалските градови. На 18 јануари 1995 година Република Молдавија ја призна Република Македонија.